Најново издание на регионалните вести. На свечен собир со пригодна програма во Гостивар беше одбележан денот на ослободувањето на градот. На свеченоста беа доделени признанија на поединци, здруженија и фирми, како и наградите од литературниот конкурс на тема 18 ноември. Во Гостивар се прослави 18 ноември, денот на ослободувањето на градот. По повод 71 година Слободен Гостивар во салата на Хец Маврово се одржа свечена манифестација со пригодна културно-уметничка програма и доделување на признанија. Одбележувањето традиционално го организира Општинскиот одбор на Сојузот на борци и Гостиварското средно економско училиште. Чествувањето на празникот го проследија голем број граѓани, ученици, представници на политички партии и здруженија, како и гости од Тетово и од Скопје. Преку реферат присутните имаа можност да се потсетат на историските моменти поврзани со оваа светла дата од минатото на градот. Регионот на Гостивар и Гостиварско станува едно од жариштата на востанието во Македонија. Планот за ослободување на Гостивар бил подготвен. 15-тиот корпус имал задача да го ослободи градот. Наредбата започнала да се реализира на 18 ноември 1944 година во 5 часот наутро. Прво било ослободено селото Беловиште, а 15-тата македонска бригада околу 16 часот успела да влезе во Гостивар. Секретарот на околискиот комитет на КПМ, Светозар Пеповски, со група заднински работници влегле во Гостивар и биле пречекани од граѓаните според обичајот со лепи сол. А по неколку часа влегле единиците на НОВ и ПОМ и со влегувањето на овие сили Гостивар бил ослободен. На прославата своје обраќање имаше и Вера Бунтеска од главниот одбор на Сојузот на борци на Македонија, која испрати порака слободата да се чува и негува од идните генерации. Слобода значи мир, значи напредок, значи меѓусебно разбирање, но исто така слободата не обврзува. Таа не обврзува да ги сочуваме работите, да бидеме одговорни и поодговорни за секој период од нашиот развој, од развојот на вашиот град, на државата, ние и сносиме одредени одговорности. Во колку повеќе имаме слобода, тоа значи дека имаме и обврски многу поголеми и поголеми одговорности. Еднаш освоените права за било што не се за секогаш освоени. За нив треба постојано и секогаш да вложуваме сили, да ги одржуваме и да ги унапредуваме. На свеченоста беа доделени и наградите од литературниот конкурс за најдобри ученички творби на тема 18 ноември. Нив ги понесоа ученички од основното училиште Гоце Делчев и средното економско училиште со менторите Благица Петровска и Лепа Јовчевска. Како и секоја година, по повод денот на ослободувањето, Сојузот на борци додели признанија на поединци, здруженија и фирми кои ја поддржуваат и помагаат работата и активностите на организацијата. За културно-уметничката програма на прославата беа задолжени учениците од економското училиште во Гостивар. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Во пресрет на 19 ноември, денот на ослободувањето на градот Тетово, а воедно и целосно ослободување на Република Македонија, денес во музеот на Тетовски крај беше одржан историски час. Инаку празничниот ден ќе биде одбележан и утре, во 10 часот и 30 минути, кога повеќе делегации ќе положат свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово. Граѓаните на Тетово
на утрешен ден го прославува денот на ослободувањето на Тетово 19 ноември 1944 година. Но овој датум има пошироко значење кое до сега во јавноста не беше доволно истакнувано. Имено, војните операции за ослободување на Тетово и Тетовско на 19 ноември 1944 година се воедно и завршните операции за ослободувањето на Република Македонија. Според тоа, слободно можеме да кажеме дека 19 ноември е и денот на победата над фашизмото во Република Македонија, како што впрочем таков ден слави и секоја држава во Европа и светот. Пред точно 71 година главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија превзеде опсежни тактичко-оперативни мерки за извршување на комбинирани напади на 19 ноември 1944 година од повеќе правци во околината на Тетово. Истовремено и во градот се изведени неколку акции на илегалците, припадниците и симпатизери на антифашистичката војна, борците на повеќе бригади од 50-та дивизија влегува во Тетово, срдечно пречекани од многобројните граѓани, македонци, албанци и турци, не најдувајќи на никаков отпор во самиот град. По ова беа превземени мерки за безбедност, пошто се прејде на формирање на првата народна власт во градот и селата и во споставување на народно-ослободителни одбори. Тоа се народна власт после ослободувањето на ниво на цела Република Македонија кои се формирани. До овој период Тетово, Барвеница и Вратничкиот дел дадоа најголеми жртви, меѓу кои народните херои. Нашиот град ги има народните херои Ѓоце Стојчевски Амбарчи и Тодор Циповски Мерџан. Навраќањето и одбележувањето на датумот на ослободувањето на градот не подсетува на тешкото минато, на обстојувањето на населението на овие простори, нерешеното национално прашање, тешката социоекономска положба, насилствата, уништувањето и така натаму. Денес Република Македонија е независна, демократска, суверена и самостојна држава, во која се гарантираат сите човекови и национални слободи и вредности. Функционирањето на повеќе партискиот систем и пазарното стопанство. Нашата држава има статус на кандидат за Европска Унија и кандидат за членство во НАТО. Со исполнувањето на условите за европско-атлантските интеграции Македонија го подобрува квалитетот на живењето, а со влегувањето во овие асоциации ќе се подобри и безбедносната, политичка и социјална економска состојба на граѓаните. На сите граѓани, а на вас посебно млада генерација на Тетово и Тетовско, им посакуваме среќна иднина, а на идните генерации да живеат во вечен мир и нивните херои, наместо војници, нека бидат научници, уметници и спортисти. Нека ни е вечен празникот 19 ноември и да живееме во мир и спокојство. Да живее слободно Тетово. На Државниот универзитет во Тетово денес официјално беа пуштени во употреба 8 спортски терени. 8 спортски терени за одбојка, фудбал, кошарка и тенис денес официјално беа пуштени во употреба на Државниот универзитет во Тетово. Црвената лента ја пресекоа министерот за образование и наука Абдулачи Мадеми, министерот за економија Беким Незири, вице-премиерот Муса Џафери, лидерот на Дуј Али Ахмети, градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и ректорот на универзитетот Вулнет Амети. Спортските терени, за кои беа инвестирани 3,5 милиони денари, ќе бидат наменети за изведување на практична настава на Факултетот за физичка култура, како и за рекреација на другите студенти.
Министерот Адеми денес на Државниот универзитет во Тетово ги промовираше и капиталните проекти за оваа високошколска установа што ќе бидат финансирани од буџетот на државата. Тој најави изградба на студентски дом по најсовремени стандарди со корисна површина од 4500 метри квадратни, инвестиција вредна 1,6 милиони евра. Како што истакна во својата презентација, во 2016 година државното финансирање на Државниот универзитет во Тетово ќе биде зголемено за 32% во однос на 2015 година и ќе достигне близу 5,3 милиони евра. Советот на млади и Црвениот крст во Гостивар организираа хуманитарна акција за помош на социјално ранливи категории граѓани. Активноста беше дел од неделата на млади. Младите од Гостивар денес се активираа во хуманитарна акција за помош на социјално загрозени семејства. На посебен пункт на градскиот плоштад, како и низ средните училишта, се собираа облека, обувки, храна и друго. Акцијата заеднички ја организираа Советот на млади на општина Гостивар и Гостиварскиот Црвен крст во рамки на неделата на млади. Денес ние како Младинскиот совет, како дел од Младинската недела, организираме хуманитарна акција во соработка со Црвениот крст, кај што во оваа акција се вклучува поставување на штандови во сите средни училишта и еден штанд овде во центар, каде ги повикуваме сите граѓани да донесат нешто, нив што не ми е потребно, било тоа парче облека, храна, играчки за деца, нешто што не им е потребно, но што за некого може да биде од голема корист. Оваа акција се прави со цел да се поттикне свеста на хуманитарно, кај граѓаните, за сите да знаеме дека постојат и луѓе, на кои им е потребно нашата помош, и ние секогаш треба да бидеме тука за нив, за тие да не се чувствуваат сами, дека нема никој да им помогне. Во склоп на неделата на млади вчера вечер во Гостивар се одржа информативна средба и трибина на тема можности за младите. Активностите продолжуваат до петок со спортски надпревари во фудбал и одбојка и свечено одбележување на 2 години постоење на Младинскиот совет во Гостивар. Одземени покер апарати од објект без фирма во Тетовско Пирок. Полицијата работи и на случај на измама и случај со странски државјанин, кој не поседува соодветна документација. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера вечер околу 19 часот и 30 минути во објект без фирма во тетовското село Пирок пронашле и со потврда одзеле 5 покер апарати, парични средства во износ од 1450 денари во разни апоени и други предмети. Во објектот биле затекнати 3 лица од Пирок на возраст од 25, 29 и 35 години, кои наводно биле ангажирани за поправка на влезната врата во објектот. Извршен е комплетен увид, пронајденото е фото документирано и по целосното расчитување на случајот против лицето кое го користело објектот под закуп ќе следува соодветен поднесок. Полицијата расчистува и случај на измама. 60-годишник од гостиварското село Лакавица вчера пријавил дека околу 10 часот во паркот во близина на болницата во Гостивар го пресретнале 2 непознати лица кои претходно седеле на клупа. Едниот од нив му побарал 100 евра наводно за да плати болнички услуги за неговата сопруга. Како гаранција дека брзо ќе му ги врати, му оставил златен рачен часовник. И по двочасовно чекање непознатиот не се вратил, додека на лицето од Лакавица не му станало јасно дека е измамен. Се работи на расчистување на случајот и пронаоѓање на измамниците. Полицискиот билтен евидентира уште еден настан. Имено вчера во 14 часот на улица Илинденска во Тетово во близина на градскиот трговски центар затекнат и приведен 38 годишник од Камерун, државјанин на Уругвај. Странскиот државјанин со себе немал оригинални документи, а во нашата земја влегол на 8 овој месец преку граничниот премин Девебајр. По приведувањето и задржувањето предаден е на отсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија, а подоцна е изведен пред судија за прекршоци на Основниот суд Тетово. Определена му е прекршочна опомена и рок од 48 часа да ја напушти Република Македонија.
Царината изутрина откри 1,5 килограми злато скриено во специјално направен бункер во автобус кој сообраќал на релација Истанбул-Гостивар. Како што информира Царинската управа на Република Македонија, мобилен царински тим за рутинска контрола на патниот правец Велес-Скопје сопрел автобус со турски регистерски ознаки кој сообраќал на редовна линија Истанбул-Гостивар, а претходно влегол во државата од Грција преку граничниот премин Богородица. Заради немање соодветни услови за спроведување на детален преглед, автобусот со царинска придружба е насочен во царинската испостава Скопје 4, каде е извршено детално преварување при што под компресорот за клима уредот во држачот е откриен специјално изработен бункер за криумчарење стока од каде се извадени 28 опаковки со 104 златни алки со вкупна тежина од околу 1,5 килограми. Македонски државјанин кој во автобусот вршел должност на стујард изјавил дека златото е негово. Случајот е предаден на оделението за истраги кои во моментот вршат распит. Против сторителот ќе биде поднесена кривична пријава до надлежното јавно обвинителство. Заврши спасувачката акција во центарот на Скопје и полицијата успеа да го спаси човекот кој сакаше да скокне од 4-тиот кат од скеле на зградата на улица Македонија. Како што велат сведоци, човекот се жалел на сиромаштија, дека не му била исплатена социјалната помош и дека има семејство кое не може да го издржува. Полицијата успеала да го смири и да го натера човекот да се симне. Со возило на брза помош што е принесен в болница. Француската полиција за време на денешната рација уапсила 7 лица. Според полициски извори целта на акцијата бил главниот организатор на терористичките напади во Париз. Во акцијата во предградието Сен-Дени биле повредени и 5 полицајци. Еден од осомничените бил убиен, а една жена се самоубила со активирање бомба. Се наведува дека во еден стан во ова предградие се наоѓале неколку луѓе, меѓу кои главниот организатор на терористичките напади во Париз, Абделхамид Абаут од Белгија. Во меѓувреме во Сен-Дени, како што јавуваат новинските агенции, денеска биле распоредени и 50 француски војници. Председателот на Комитетот за разузнавање на Американскиот Сенат Ричард Бур изјави дека најверојатно напаѓачите во Париз и нивните сојузници користеле некаков вид шифрирана комуникацијска технологија, со што било избегнато да бидат откриени од разузнавачките служби. Според него напаѓачите не само што биле инспирирани, туку по се изгледа биле и раководени од милитантите на Исламската држава во Сирија. Американските и европските разузнавачки служби долго време предупредуваат дека порастот на шифрирани мејлови, четови, мобилни платформи го отежнуваат следењето на сомнителните активности. Во нападите во Париз на 13 ноември загинаа 129 лица, а повеќе од 350 беа повредени. Исламската држава презема одговорност за нападите. Хрватскиот министер за внатрешни работи Ранко Остојич изјави дека неговата земја ќе ги затвори границите за имигрантите, ако Германија ги затвори нејзините. Според него Германија прима околу 6500 лица на ден, што го прави протокот преку Балканот генерално мирен. На Балканот постои стравување дека Австрија и Словенија можат да го ограничат бегалскиот проток по терористичките напади во Париз, што би блокирало десетици илјади луѓе во земјите од регионот. Повеќето имигранти бараат само да преминат и да дојдат до Германија. Стравувањата за затворање на границите на Европската Унија се зголемија, откако француските иследници утврдија дека еден од терористите во Париз преминал преку балканската маршрута на бегалците во октомври. Косовската полиција уапсила опозицијската пратеничка Доника Кадај Бујупи, а бил издаден и налог за апсење на уште 3 пратеници поради насилството во парламентот. Во меѓувреме полицијата се судрила со приврзаници на опозицијата во Приштина. Демонстрантите против полицијата употребиле боја пошто ситуацијата ескалирала. Полицијата потоа употребила солзавец. Во судирите повреден еден полицаец, а 2 лица се приведени. Опозицијските пратеници на вчерашната седница на парламентот фрлија солзавец, а употребија бивер спреј кон обезбедувањето и министрите од владата на Косово. Опозицијските пратеници се противат на договорот за нормализирање на односите меѓу Косово и Србија, кој беше постигнат со посредство на Европската Унија.
Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од -1 до 7, а дневната од 16 до 23 степени. Утре не очекува сончево време со локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 0 до 8, а дневната од 16 до 22 степени. Тоа беше и последната информација за овие регионални вести. Пријатно!